naziva. Tamo se molči. Tamo se bojkotira. Всеки един протест против предателствата на Македония. Ги държам двата акта, които утре бяха поднесени в Уставния суд на Република Македония, с който се оспорва законът за усвояване за езиците. Законът, с който се стремя да направят Македония двоязична държава. Го държам под несокот до явното обвинителство на Република Македония, с който се бара утвърдуване на кривична отговорност за пратениците в събранието на Република Македония заради ставане в събранишка процедура на закона за двоязичност. Постоят елементи, постоят инструирани типови, които работят на разединяване на македонският народ. По социалните мрежи се прави забуна за протестите. Овие вечерва, овие утре вечер, оние задутре и така натаму. Ясно да знаете, македонският народ по однос на македонците национални прашения се обединува и вечерва нека биде почетокот на омасобување на борбата против предателството на Македонија и на македонскиот народ. Оној кој што е сега премиер, оној кој што нема ништо со Македонија, од Македонија во него, Зоран Заев. Ама предателството на Македонија се помогнати од останатите политички чинители Никола Груевски, Ѓорѓе Иванов и председателите на другите политички партии кои што молчат и ги обструираат сите политички протести кои што значат одбрана на македонските национални интереси. Не ме интересира кој бил премиер, кој бил председател. 27 години пренаспа рамковен договор, мајски договор, Пржино 1 и 2, сега сака да одат во гробницата на Моне во Париз. Едно да им порачам. Право, тапија за Македонија има само македонскиот народ и никој друг. Да живее Македонија! Да сте ми живи и здрави! Синоќа истото го кажав овде, бевме дупло помалку. Вечерва ве гледам во поголема бројка. Утре вечер ќе бидеме дупло повеќе, затоа што ова е моментот на почетокот на обединувањето на борбата против предателството врз Македонија. Македонскиот народ нема друга опција освен да се бори за собствените правдини во собствената држава. Тој ден изгласа прифаќање на условите и критериумите од Европската унија. Тој ден се откажа од нашите браќа и сестри во Беломорска Македонија, во Пиринска, во Албанија и секаде каде што ни има. И после ќе ми глумат патриоти за Македонија. А наместо да се борат за нив и нивните права, ни воведува граѓански систем, ве направија граѓани, па ве изедначија со сите. Денес малцинствата ги нарекуваат народи. Знаете што барат албанците денес во Македонија? Тоа што го нема никаде во светот. Постојат нормативи и акти согласно светските стандарди. И се знае кои се малцинските права. Има меѓународни резолуции за тоа, конвенции има. Овие овде добија прст, барат рака. Добија рака, сакат главата да ни ја скинат, да не нема. А овие овде го признаа Косово. Еден протекторат кој што е напад на Македонија. 68 жртви 2001 година даде Македонија за да се одбрани.
Македонските политичари подпишаа капитулација. Бранителите ги фрлија на страна, оние што ја нападнаа државата, ги направија министри и пратеници. Денеска ќе викам овде пред вас на сет глас. Знаете зашто? Тој што командуваше со акцијата во Вејце, дезертер од Арома, поранеше соработник на Коста Југославија, Тала Џафери. Денеска ви го поставија за председател на Македонското собрание. Втора функција по важност во државата. Оној горе кукавицата Иванов молчи, а и не е свесен каква опасност му престои. Затоа што во отсутство на председателот на државата, него го заменува, замислете кој, председателот на собранието на Република Македонија. Еден председател го акна кај хотелот Бристол, на другиот му го собори авионот. Овој третиот изгледа уплашен да не го најде истото, прифаќа се и се што, само да го протурка мандатот. Ама Иванов, затоа што ти си кукавица со тапија, да си го става собствениот интерес пред интересот на државата и народот, а си на позиција председател на држава на Република Македонија, тогаш имаме проблем. Замислете, даде мандат на некој да составува влада со опчен лист хартија, напишан, кој што не значи ништо, затоа што го нема во нито еден закон. Тој истиот проверува албанска платформа, подпишан договор со Бугарија. Сега се спрема да става подписи на нашиот идентитет. А тој истиот, замислете една работа, сега комплет со се Груевски, опозиција, позиција, сите ќе одат по куќата на Моне, која што се наоѓа, верували или не, 820 метри далечина од куќата на Рамбуе. Знаете ли што значи куќата на Рамбуе? Значи на Македонија се копа гробот. Овие се гробарите на Македонија и повикувам јавно и отворено од овде пратениците на собранието, тие што се осеќаат за македонци да напуштат работата да дојдат овде. Груевски да престане да глуми Монализа, да се крие и да излезе заедно со народот, затоа што е најдиректен виновник за ова овде што се случува денес. Мајски договор, Пржино 1 и 2 го замесија заедно со Заев. Сакали да признаеме или не, вистината е таја. И што повеќе да ви кажам, освен вечерва, да го повика македонскиот народ, утре вечер, уште да повеќе да биде поприсутен овде, да се омасуват протестите, затоа што дојдено е време во Македонија власта да ја преземе влада, како ова овде на овој споменик, народна влада, составена од народот на Македонија и да ги брани македонските национални интереси. Ви благодарам.